во наредните минути ве носиме во светот на културата. Весели вагони низ 4 сезони е новата поетска книга за деца од авторката Ели Маказлиева, која што беше представена и промовирана вчера во паркот пред културно-информативниот центар во Скопје. Оваа промоција е уште еден доказ дека културата живее и во време на пандемија. Пишувањето не може да застане, ниту објавувањето книги не може да застане, дури ни во време на корона. Токму во овој период на изолација се роди и најновата книга на Ели Маказлиева «Весели вагони низ 4 сезони», наменета за најмладата читателска публика. «Весели вагони низ 4 сезони» е најновата книга на Ели Маказлиева, која што малку невообичаено се промовира на отворено. Ова е најнова книга за деца, што опфаќа, што им нудите овој пат на најмладите? Па, знаете како? Ние пишувањето не може да застане, нити објавувањето на книги не може да застане, без обзир што има корона и без обзир што сме сега ние, велам, под маски, а не ги гледаме насмевките под маските. Јас се смеам во моментот. Сакам да кажам дека оваа книга токму се роди во овој период, овие 3 месеци, додека бевме во изолација. Инаку, овој пат им нудам на децата нешто што е континуитет и што е поврзано со програмата за рано учење и развој, земајќи ги во обзир сите 4-годишни времиња. И затоа велам во насловот «Весели вагони низ 4 сезони» содржи 4 циклуси. Првиот циклус е за есента и есенски поздрави, што асоцира на тоа што дечињата се собираат на есен за во училиште или за во градинка. Вториот циклус е зимските радости, она што го пружа зимата, што ни го пружа новата година, снегот и сите тие радости за децата. Третиот циклус е пролетни песни, што би значило пролетта и се е распеано, и птиците, и жуборот на реките, и звукот на инсектите, зуењето и така натаму, и затоа се вика пролетни песни. И четвртиот циклус, летни игри, што асоцира на тоа дека за време на летото децата сакаат да играат, дали на плажа или на планина, дали друштвени игри или игри со камчиња и така натаму. И така се роди ова идеја да направам една книга со 4 циклуси и возот, вагоните, да не шетаат ни сите тие циклуси низ стихови и низ песнички за најмалите. Прекрасен е оној дел што го спомнавте за пролетта, меѓутоа оваа пролет баш и не ни беше некако разиграна. Ве инспирираше ли воопшто нешто од коронава за некој стих, може? Па секако, јас пролетта ја поминав дома. Среќа што мене канцеларијата ми е токму во домот, каде што ми е и штампачот, и принтерот, и компјутерот, и дворот, кога ги слушав сите оние звуци на природата и кога го гледав растењето, цутовите, цветањето на цвеќињата на овошните дрвја. И секако тоа беше и една добра инспирација за оваа книга. Меѓу време напишав уште една книга за возрастни, Здивот на страста, каде што се зборува токму за тоа, каде што велам дека ако има човек страст кон нешто, кај мене е кон пишувањето, нормално е дека таа страст некаде и некогаш, независно какви се условите надворешни, дали имаме корона, дали имаме изолација или не, ние пишуваме и твориме. Културата живее и во овие вонредни услови, но на поинаков начин. Короната не спречи да присуствуваме на промоции со публика и со деца, зашто најдобри промотори на книгите за деца се токму тие. Сепак авторите не застанаа. Своите дела ги представуваа онлайн, дури и некои фестивали, како рациновите средби, се одржаа на тој начин. Онлайн е онлайн, во живо е друго. Сепак, мислам дека сите ќе се сложиме дека иако не треба да застанеме, светот мора да продолжи да живее, да работи, нели нормално, под маски. Сега во овој момент кога дојдов тука, кога ги видов сите под маски, реков одам дома и напишувам една песна насмевки под маски. Ќе ја напишам и ќе ја објавам на мојот Facebook профил. Сите сакаме да биде поинаку, да се врати она што беше и да се надеваме дека ќе биде така.